Повелете со мене, одиме да истражиме оваа пирамида зад мене. И на гората думаше, и на гората думаше. Здраво живо, јас сум Динче, добро дојдовте во уште едно моје видео. Овој пат ве носам на можеби едно од најмистичните и најстарите места во Македонија, а тоа е пирамидата Островица. Знам дека кога ќе речам пирамида, вас одма ве асоцира на Египет и на тие пирамиди кои што се видливи. Меѓутоа, во светот има на многу места пирамиди, тие се градени од некоја претходна цивилизација, можеби од предпотопна цивилизација, и една од најстарите пирамиди е токму на овие наши простори. Односно, оваа пирамида е повеќе од 30.000 години стара, карактеристично за оваа пирамида е тоа што таа е изградена од поединечни камења, односно на веќе постоечки рид е формирана пирамида со додавање на поединечни камења од сите страни и добивање на совршена форма на пирамида. Страните на пирамидата се совршено ориентирани кон страните на светот. И интересно за оваа пирамида, освен тоа што е многу стара и е градена од поединечни камења, е тоа што таа се наоѓа на многу важна енергетска линија која што минува низ Македонија. На оваа енергетска линија, освен оваа пирамида, се наоѓа и рудникот Алшар, се наоѓа и ѕидот редени камења, се наоѓа и геоглифот, и ако продолжите нагоре, се наоѓа и планината или пирамидата Ртањ во соседна Србија. Значи, нашите предци знаеле каде енергијата на земјата е најака и на тие места граделе објекти или појачувачи на таа енергија, на таа природна земјина енергија, која потоа сите они можеле да ја користат. А секако можеме и ние да ја користиме. Дека ова е енергетски објект, сведочи самото тоа што кога ќе ја посетите, вие тоа ќе го осетите. Значи, јас кога ја посетувам пирамидата, после тоа се осеќам многу енергизирано и многу полно со витална, животворна енергија и секако со чисти и убави мисли. И мислам дека тоа сето е производ на пирамидата. Пирамидите, освен што имаат навигацијска улога, тие имаат и улога да, како што кажав, појачуваат енергијата и помагаат во растење, освен на животворната енергија, во растење и на растенијата или производство на храна и зачувување на истата. Например, ако земете, тоа може да го направите дома, направите една пирамида од обични бакарни жици, например, форма на пирамида, и ставите некое овоше внатре, во таа форма, и ставите овоше надвор од таа форма, вие ќе видите дека овошето кое што стои во пирамидалната форма подолго ја задржува свежината, односно не скапува или тоа се зачувува. А тоа што е надвор, ќе видите дека скапува. Тоа е многу едноставен пример кој што сите вие може да си го направите. Оваа пирамида е значајна исто така и по својата висина. Уникатно за оваа пирамида е што таа е точно 666 метра висока,
односно самата висина има енергетска улога. Значи не случајно е направена оваа пирамида толку висока. Значи, тоа е тоа за пирамидата, уживајте малце во неа, не бидете скептици, прифаќајте ги работите со отворен ум или прифаќајте го тоа што можете да го видите. Јас апелирам до сите да се истражи оваа пирамида, до сите кои што имаат интерес, да се зачува и да се стави на туристичката мапа на Македонија. Односно да секој може да дојде, секој добронамерник, да ја посети, да се наполни со енергија и да ја исползува незината енергија. Уживајте уште малку во пирамидата, останете до крајот на видеото, да се одјавам. Се надевам ви се допадна. И би сакал уште да кажам и да апелирам за сите што ќе ја посетат оваа пирамида или била која природа во светот и да не забораваат дека природата е света. Природата е едно светилиште на оваа планета и така однесувајте се кон неа. Затоа што секој кој што ќе направи нешто лошо на природата, ќе си ја плати цената. Затоа чувајте природата, почитувајте ги овие свети енергетски места и секако посетете ги, за да ја осетите нивната енергија. Mlade boce deče Vojvoda So negovata Гората трае Не збори Најана не Благодарам што бевте со мене во уште една моја авантура, што изгледавте уште едно моје видео. Ви благодарам за целата поддршка што ми ја давате и се гледаме, драги луѓе, во некое мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. Поздрав и секое добро!